Храната често пати е причина заради која што се собираме за да одбележиме одредени значајни мигови во нашите животи. Но таа е многу повеќе од фактор со кој што се дружиме сите ние луѓе. Храната е извор на енергија и е потреба за сите на планетата. И за нас луѓето, и за животните, и за растенијата. Денес за храна зборуваме во ова издание на Приказна. Останете со нас. Здравата храна содржи минерали, витамини, протеини, јагле, хидрати, буквално се она што ни е потребно за да бидеме здрави и да имаме енергија. Здравата исхрана пак представува одбрана храна која што е многу малку или воопшто не е обработена. Храната е важна не само за нас, туку и за животната околина. Токму овие работи ги истражувавме во ова издание на мрежа. Погледнете што откривме. Храната е единствен извор на енергија во човечкиот организам. При физиолошката рамнотежа на глад и ситост се конзумира храна до задоволување на енергетските потреби. Енергијата е потребна за сите животни функции кои ги извршува нашиот организам. Балансираната исхрана овозможува добро здравје и успешно справување со болестите. Кога конзумираме храна која дава многу енергија, ние зголемуваме нашата телесна тежина, што води до една нездрава состојба која се вика здебеленост. Од друга страна, кога не внесуваме доволно енергија, која ни е потребна, тогаш ја губиме тежината, а со тоа имаме друга нездрава состојба, која се вика неисхранетост или малнутриција. Една од најтешките работи во промената на навиките и создавањето на здрав животен стил е донесување на одлуката. Обично донесувањето на одлуките и промената на исхраната кај луѓето се случува кога ќе е нарушено здравјето, односно кога ќе се појави некаков здравствен проблем. Она што јадеме секој ден влијае на нашето здравје, како ќе се чувствуваме сега и како ќе се чувствуваме во иднина. Добрата исхрана игра важна и клучна улога за здравиот начин на живот. Истражувањето објавено во списанието Lancet во 2019 година открива дека нездравата исхрана предизвикува околу 11 милиони смртни случаи годишно. Нездравата исхрана е полоша за здравјето од тутунот и високиот крвен притисок, укажуваат податоците од ова истражување. Изборот на храна има големо влијание врз животната средина. Ова е тешко да се забележи од причина што влијанијата се во многу фази и се релативно долг процес. Храната на патот од фармата до садовите во процесот на производство, преработка, транспорт и складирање може да изискува големи количини енергија, вода и хемикалии. Ова ја загадува храната, но и животната средина, а може да ги загрози живите организми и да предизвикува климатски промени. Мојата перцепција е дека апсолутна безбедност не постои во ниту една област. Па оттаму и констатацијата дека на светско, на глобално ниво е воспоставена дефиниција дека за безбедна храна се смета онаа храна на која и се минимизирани опасностите. А опасностите во храната може да бидат микробиолошки, физички и хемиски опасности. При производството, преработката, транспортот и складирањето на храната се употребуваат различни хемикалии и технологии кои може да влијаат врз животната средина. Најчесто употребувани се ѓубривата и пестицидите, а во поново време се користи и генетскиот инженеринг како технологија во производството на храна. Безбедноста на храната во нашата земја е регулирана со Законот за безбедност на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната. Јас сакам да кажам дека ги имаме законските прописи на Европската Унија, дека имаме планирани активности како институција, но имаме и мониторинг програма. Таа мониторинг програма 90% минатата година беше реализирана, што значи се зимаат лабораториски примероци за лабораториски тестирања и се тестираат оние опасности за кои што зборував, хемиските опасности каде што припаѓаат тешките метали и така натаму. И минатата година ние имавме многу мал број на позитивни мостри. Сето тоа оди во прилог дека храната која што консумираат граѓаните во нашата држава можеме да ја категоризираме како безбедна храна.
Секој организам е индивидуален и заслужува индивидуален третман кога е во прашање изборот на храна со која што ќе го насочува или ќе го условува она што треба да биде предизвик за здравствени придобивки. Во таа насока денес ќе слушнеме како Сонја Трајковска го избра она што е нејзин начин на исхрана и како тоа се одразува врз нејзиното здравје. Почетоците се некаде пред 20 години, точно не можам вака да го лоцирам периодот, ама би рекла така некаде можеби нешто помалку од 20 години. Практично јас се запознавам со овој начин на исхрана кој што сега е многу трендовски. Се запознавам од еден здравствен проблем за кој што не знаев дека го имам. Практично во тоа време бев на еден престој во Америка и чувствував некаква омалаксаност, немав никаква енергија, јако добро се хранев, се движев, немав некои посебни обврски, значи се беше нормално како за некој на таа возраст. И барајки по тие информации што може, како да е, што е, некои медицински испитувања, и дојдов до една ситуација во која што ми открија проблем кој што можам да го решам преку храна. Тогаш се запознав со, тогаш беше актуелен low carb храната, која што би рекла дека е основа на денешната кето храна. Со low carb храната, значи ми дадоа една книга која што ја купив и ми рекоа прво да го прочитам предговорот кој што беше некој може 200 страни. Беше на англиски, значи ние сите знаеме некое ниво на англиски, меѓутоа кога треба да читаш стручна литература е малку покомплицирано, меѓутоа издржав, ја прочитав. И дојдов до едно сознание дека воопшто нема ништо лошо во тоа. Значи тоа се сите работи кои што ги јадам, меѓутоа на еден погрешен начин претходно. И добро имаше, многу ми помогна што внатре имаше едно мени, тоа е двонеделен почетен стадиум. И почнуваш со таа храна, значи бара многу ангажман, многу одговорност, многу внимание да се посветува, бидејќи готвиш, внимаваш што внесуваш, броиш јагле, хидрати, калории, значи се, буквално се. И јас почнав, значи прво почнав да чувствувам некакви чудни симптоми на некаков ацетон во уста, на некаков метален вкус и ништо не ми беше јасно. И тоа го поставував како прашање на лекари, на луѓе, на стручњаци и дојдов до сознание дека се работи за еден процес на кетоза, односно кога нема доволно шеќери во организмот и мастите се претвораат во шеќери, односно енергија за мускулите. Ова беше едно чудно сознание, затоа што јас можеби биологија сум учила, ама не сум стручна да знам дека до ова доаѓа. И меѓутоа, она што беше најважното од сето тоа, што е најважно за еден млад човек, јас почнав да слабеам. И тоа за мене беше некако, не знам, извонреден резултат. Меѓутоа не слабеев, да кажеме, на оние делови на кои што не треба, меѓутоа слабеев на тие делови кај што требаше. И не само тоа, почнав да се чувствувам многу физички подобро. Значи почнав да имам енергија. Сега малку единствен проблем кој што ми беше е тоа што овој вид на исхрана бара многу голема дисциплина. Значи бара одреден број оброци, во одреден период од денот, одреден квалитет да имаат, да се приготвени по точно одредени параметри и така натаму. Сега тоа ми беше најголемиот проблем, бидејќи јас до претходно не доручкував никогаш. И сега одеднаш требаше да почнам да појадувам од сабајле, јас станував во 6 саат, требаше во 8 саат да се качам на автобус или на метро. И тоа ми беше у некое брзање, меѓутоа не го јадев целиот оброк, го јадев половината. Небитно. Значи, многу внимавав, излегував на пауза, јадев тоа што беше... Значи, сето тоа. И јас практично, во тие неколку години додека бев во Америка, се навикнав на овој систем на исхрана. Кога се вратив тука, јас најдов на многу големи проблеми и ми беше многу тешко да се навикнам, меѓутоа наоѓав варијанти. И до ден денес, значи после 20 години, јас се уште наоѓам варијанти како нашите традиционални јадења кои што постојат да ги претворам во кето варијанта. Тоа не значи дека јас слепо се држам до сето тоа. Тоа значи дека секогаш се враќам на тој начин на исхрана кога сум имала, да кажеме, некој лош ден. Лош ден сметам, да кажеме, одиме некаде на роден ден. Не можат они тебе да ти подготват по твојот начин на исхрана, значи имаш нешто што ти е ставено на маса. Не е културно да не пробаш. Јас ќе пробам и ќе јадам и парче торта, и ќе изедам и сладка, и ќе изедам и било што друго. Меѓутоа, следниот ден јас се враќам на мојот начин на исхрана. Можеби бројот на јагле хидрати кои што биле на почетокот помалку, постојано се зголемуваат. Односно, јас одлучувам кога ми се потребни.
Значи си го следам организмот, јас веќе знам како функционирам, знам што ми е потребно. Значи не постојат кај мене газирани пијалоци, не постојат сокови, онакви цеден, тоа ништо не постои. Значи јас не користам такви работи, бидејќи во секој од нив наоѓам дека не сум се чувствувала добро и некои овошја не ги конзумирам затоа што сум приметила дека воопшто не ми одговараат, иако се дел од кето, да кажеме, варијантата. Така да секој треба да си ја најде својата средина. Во било кој начин на исхрана си ја наоѓаш својата средина, си го слушаш својот организам. Пандемијата живее заедно со нас на некој начин и не можеме да ја заобиколиме. На самиот почеток јас би сакала токму да ја искористиме за да ја информираме јавноста како да се изгради имунитетот со исхраната во време на пандемија. Така. Не можеме да го одвоиме нашето тело од случувањата кои што се нели секојдневни и иако многумина ќе се прашаат дали на вистина нашето тело, нашиот имунитет е директно врзан со исхраната и имаше тука нели некои дебати и дилеми, сепак функциите на нашето тело се остваруваат благодарение на начинот на живот кој што го живееме. Сеопшто вклучувајќи го исхраната, физичката активност и спиењето. Тие се три моменти. И за среќа има се повеќе научни докази, има се повеќе научни студии кои што не охрабруваат, кои што не велат дека сме немокни во однос на тоа како нашето тело ќе одговори. И сега тука има нели голем диапазон. Ако одиме од правец на најсилните имуномодулатори, како што е витаминот Д, за кој што има јасни докази и студии, ако одиме во правец на цинкот или некои други такви микроелементи кои што силно укажуваат на функција во имуниот систем, меѓутоа не можеме да го исклучиме и целокупниот начин на живот. Како што рековме, и храната сеопшто, и спиењето, и физичката активност. Од тука заклучокот би бил многу едноставен, не е небитно како живееме. Апсолутно се согласувам. Многу истражувања во прилог на тоа како здравствените навики ни се менуваат како резултат на исхраната или овие навики кои што ги спомнавте, например спиењето, укажуваат на тоа дека нашето население се почесто влегува во групата на луѓе кои што се борат со дебелина. За жал. За жал, овој тренд е исто така и позначаен како момент кај младите, кај децата. Дополнително пандемијата тоа го нагласи. Како да помогнеме да се создадат вистинските навики со цел да ние се насочиме да знаеме колку храна ни е доволно? Да. Знаете како? Може би првиот момент, како што упатувате, првиот чекор е отворено да се разговара за овие работи. Бидејќи ние можеме многу пати да стоиме до проблемот кој што е од таков калибар, меѓутоа да не бидеме свесни. Конкретно ако зборуваме за телесната тежина кај дечињата, например. Ние, иако нели сите го зборуваме како општествен проблем, ретко кој го прифаќа како проблем присутен во сопственото семејство. Правени се анализи во однос на ставови на родители, по однос на тоа дали перцепираат, дали гледаат дека има зголемена телесна тежина кај нивното дете, и ќе се изненадите во огромниот процент од родители кои што едноставно не можат да го видат проблемот, иако проблемот им е овде пред нос. Интересно е тоа што, например, се има случајно во Велика Британија пред неколку години, кога училиштето врз основа на објективни критериуми направило проценка кои дечиња во основно училиште, кои од дечињата имаат проблем со зголемена телесна тежина и испратиле по едно писмо до семејството да им укажат на тоа дека би било добро да поработат конкретно со детенцето за кое што станува збор, да се намали телесната тежина. Огромен процент од родителите не ја прифатиле информацијата. Биле навредени и едноставно не се помириле со тоа. Сакам да речам, овој проблем не можеме да го решиме ако немаме јасна свесност и ако за тоа не се разговара, ако не се предочат последиците. Значи, ние имаме една сеопшта човечка навика која ќе почне да се зборува за нешто што е малку непријатно, да речеме. Не го прифаќаме. Некако ни е природно да свртиме поглед, да смениме канал, да не прифатиме и да се придвижиме подалеку од дискусијата, мислејќи дека на тој начин се оддалечуваме и од проблемот. Но тоа не е така. Оддалечувањето од разговарањето за одредени проблеми не го решава проблемот и не носи подалеку. И тука, затоа убаво би било во нашето општество, податоците од Институтот за јавно здравје се многу добри, релевантни во смисол цврсти научни докази, но и загрижувачки. Степенот на кој што нашето население е физички неактивно
Има убави истражувања за тоа. Колку внесуваме сол во исхраната. Колку дечињата ни се со зголемена телесна тежина. Сето тоа се релевантни податоци измерени од Институтот за јавно здравје и просто ние не треба само да ги оставиме да стојат нели во некоја фиока, туку како општество треба да ги разговараме. И одговарајќи директно на вашето прашање, тоа е првиот чекор. Разговор, нели вака и на телевизија, но разговори во семејството, разговори со блиските на темите кои што ни се битни. А има ли побитни теми отколку овие поврзани со здравјето? Така, ги спомнавме родителите во релацијата со децата кога е во прашање моментот дали да признаат дека тежината е зголемена или намалена, бидејќи истот фактор може да биде и намалената тежина, особено така, да, во периодот кога растат, кога стануваат адолесценти, па сакаат нивниот изглед да биде различен. Каде се тука образовниот систем, наставниците? Знаеме дека сега заради пандемијата не се во училишта, но кога се во училиште имаат избор на храна во ужинките кои што содржат големо количество на шеќери, силна енергетска вредност, што пак исто така влијае на зголемената телесна тежина. Значи имате често пати ситуации родители кои се обидуваат да воведат здрави навики кај своето дете, на некој начин не се прифатени од средината. Да, знаете, тука е убаво да се каже дека има и позитивни примери. Например, јас би тргнал од моето искуство, од искуството во Карпош, градинката Мајски цвет, која што направи изворедни напори во однос на тоа каква да биде храната за децата во предшколска возраст. И јас имам среќа моите деца да бидат таму, нели работевме заедно, помогнавме, но имаме еден прекрасен позитивен пример во Македонија, каде што со истите буџетски средства на конкретна една установа, на една градинка, како имаме пред и потоа, како храната може драматично да се подобри. И тоа е еден многу убав приказ на случај, како што се нарекува нели во науката. Еден случај одлично прикажан, добра навика или best practices, нели како што ги нарекуваат, зошто не и да биде мотив за останатите градинки или училишта да го земат тој пример, да го видат тој пример како е можно со речиси истите буџетски средства да се направат драматични промени. Ние едно нешто што треба да научиме како општество е дека работите, ако еднаш ги допреме, не значи дека треба после да ги оставиме и да ги сметаме за решени. Например, нели, се направија одредени промени по однос на правилникот за исхраната на децата во предшколска и школска возраст во Министерството за образование пред неколку години. Тоа не значи дека проблемот е решен. Тоа значи дека е направен еден чекор. Сега наред е следен чекор. Значи, тоа укажува на тоа дека работите сакаат да се стават под тепих. Општо земено, нели, ако е тој ставот дека добро, па го направивме тоа и тоа е во ред. Не е во ред. Особено кога е прашањето, нели, за здравјето на децата, со добра мисла, со позитивна енергија, тука чинам дека постојано треба да се надградуваме. Ние не треба да се помириме во ниту еден момент дека тука имаме работа оставена, но ете ќе ја оставиме за малку подоцна. Нема причина зошто да се чека. Така што тој тип на дискусии и таа малку и карактеристика на нашето општество кое што би било добро да се смени во позитивен правец. Ние треба да разговараме постојано за исхраната на децата, за зголемената телесна тежина нивна, за што може и семејството, но што може и системот да направи. Што може училиштата? Знаете како е? Ако не можат да препознаат родителите, прашање е колку можат да препознаат и наставниците. Треба ли да им се помогне, да бидат обучени, да се инвестира во нив? Значи, тоа е знаење кое што и како вештина се стекнува. И тука мислам дека има многу плодно поле за работа и дека треба да се работи на тој план. Го споменавме моментот плюс, да го споменеме и моментот минус, затоа што имаме и такви ситуации, особено кога влегуваат во периодот на адолесценција, сакаат да изгледаат како некои ликови кои што ги среќаваат како своји идоли. Што се случува тогаш? Наеднаш имаме ситуација кога некое дете ја симнува тежината буквално на нездрав начин. Тука веќе треба, нели, поредок е проблемот, меѓутоа стручна помош од лица кои што во медицината се остручени за таа област е нешто што е императив и семејството не би требало во моје искуство многу да чека и да се надава дека тие на сопствен начин со притисоци или со било какви начини ќе го решат проблемот, бидејќи тука ако станува збор за влушување, тоа влушување ден за ден, недела за недела, месец за месец е се поголемо и таму има доста стрмни трендови. Може да се чека еден месец и во тој еден месец да биде многу подраматично влошена состојбата. И тука мојот совет би бил исклучиво упатување кон
кон соодветните има психолози во Македонија, има психијатри кои што работат со детска возраст. Не треба да се чека штом се примети подраматично намалување на телесната тежина кај дечињата, треба да се интервенира што побрзо. За жал, вредностите се менуваат, се изместуваат, би рекол, и проблемот од овој аспект е се поголем и за жал се почесто се среќава. Медитеранската храна чисто пати во многу анализи се издвојува како храна која што е добар пример и која што би требало да се консумира. Каков е вашиот став по однос на ова прашање? Јас медитеранската исхрана се трудам постојано да ја промовирам, да речеме, на еден начин. И факт е дека и официјалната медицина, значи ако земеме да зборуваме за ставови на лекари и научни студии наназад, неколку децении, експлицитно укажуваат на тоа дека медитеранската исхрана е најдобриот од медицинска гледна точка начин на исхрана. Тоа значи дека е докажана како најздрава генерално за превенција, но е докажана и како најздрава со јасни модификации и кај одредени хронични болести, кардиоваскуларни болести, диабет, низа други состојби, едноставно се под силно влијание на начинот на исхрана, а медитеранската исхрана помага најмногу. Тука треба да се нагласи дека, нели, постојано ќе слушаме разноразни трендови, моди, тоа е нешто поинтересно, како и да е. Меѓутоа, тоа е стандардот кој што го преживува тестот на времето. Медитеранскиот начин на исхрана неколку децении веќе кристално јасно се докажува како доминантен над сите други и тоа е нешто што ние треба да го искористиме. Дополнително корисен момент е тоа што медитеранскиот начин на исхрана не е далеку од нашиот начин на исхрана. Нели, ние кога ќе слушнеме Медитеран, па ни звучи на море, па ние немаме море и тоа нели некако да го доживуваме дистантно. Но нашата традиционална македонска кујна е под, не знам, огромно влијание на турската кујна. Ако треба сега да аргументираме и да објаснуваме. Турската кујна е чиста медитеранска кујна. И грчката имаме силно влијание. И нашата собствена. Така што не станува збор за нешто што е далечно, не станува збор за нешто сега ние дека ќе треба да јадеме школки и ракчиња за да се храниме на медитерански начин. Имаме 3 отстапки генерално како нација во однос на исхраната. Претеруваме со месо, претеруваме со млечни производи и претеруваме со теста. Тие 3 работи кога ние би ги поднамалиле, нашата исхрана всушност целосно ќе дојде под рамките на тоа што спаѓа во медитеранската исхрана. За крај, колку храна е доволна за да ги задоволиме нашите енергетски потреби, а да не бидат одвишок за да се склатираат масти кои потоа ќе ни направат проблем во нашиот организам? Тоа ќе ни го каже телесната тежина. Ако излегуваме надвор од тие граници кои што спаѓаат во така наречената физиолошка телесна тежина, во тој еден интервал на нормален индекс на телесна маса, тоа сето нели може и човек лесно да го провери, да седне на интернет и да го утврди врз основа на висина и на тежина. Излегуваме ли од тоа, ние треба да сватиме дека или имаме нешто премногу плюс, или имаме малку минус, во смисол на калории, или премногу внесуваме, или воопшто не трошиме, или многу малку трошиме. Оти тие два, плюсот и минусот, треба да бидат во еден баланс, ако е добро, или ако веќе имаме вишок тежина, тогаш дефинитивно минусот треба да биде поголем од плюсот. Тоест, на дневна основа ние треба да трошиме повеќе калории отколку што внесуваме. Вака кажано, ова е едноставниот рецепт. Се разбира, тука има многу специфичности, меѓутоа секој кога ќе одлучи може да постигне ефект. Лошата исхрана и недоволните физички активности често пати предизвикуваат лош одговор врз нашето здравје. Истражувавме кои се тие фактори кои значат многу во поглед на зголемената или намалената тежина и тоа ви го представуваме во ова издание на Приказна. Бројките од податоците на СЗО покажуваат дека 60,5% од мажите и 47,8% од жените на возраст над 20 години имаат зголемена телесна тежина, а околу 20% од возрастните во државава се дебели. За жал, зголемената телесна тежина и дебелината се проблеми кај децата. Во нашата земја секое трето дете има прекумерна тежина или дебелина, една од највисоките стапки во регионот на СЗО за Европа. Загрижува и фактот дека трендот на прекумерна тежина кај децата на возраст од 7 години има тенденција на раст, кај момчињата од 37,9% во 2010-та
на 39,4% во 2016-та, а кај девојчињата од 31,5% во 2010-та на 32,9% во 2016-та. Според податоците на Европската иницијатива на СЗО за следење на дебелината кај децата, од 2016 година со која биле опфатени 40 земји, Македонија го зазема 10-то место. Детската дебелина станува еден од би рекол, препознатливите и најпредизвикувачките јавноздравствени проблеми во Македонија. Ситуацијата не е различна од поголем број на европските држави, каде што трендот и преваленцата на детска дебелина низ годините се зголемува. Така и кај нас. Во споредбената анализа што денојо ја правевме и е во фаза на публикување, од 2010 до 2019 година, трендот на детска дебелина е растечки, со тоа што поголема е преваленцата, велиме, на дебели момчиња во споредба на дебели девојчиња. Според податоците на Институтот за јавно здравје во 2016 година, 32,9% од женските деца кои одат во второ оделение имале зголемена телесна тежина. Во 2017-та 33,2%, а во 2018-та 33%. Во 2016 година 15,2% од женските деца во второ оделение биле дебели, во 2017-та 13,1%, а во 2018-та 14,9%. Интересен е парадоксот дека во медитеранските условно држави трендот на детска дебелина е најголем во цела Европа, а во дел од нордиските држави трендот е опаѓачки и согласно насоките за намалување кои што се препорачуваат. Изборот на храна од страна на децата често е автоматска реакција на физичката средина во која живеат. Нездравите грицки и пијалоци се достапни во училиштата како и во околните продавници, а не достигаат привлечни, здрави алтернативи. Покрај тоа, традиционалната храна често се смета за здрава храна, од страна на некои деца без оглед на содржината на калории и хранливиот состав на оваа храна. Можам да се пофалам дека многу од родителите се обраќаат за своите деца со цел да се изготват плани програми индивидуални со цел да се спречи оваа пандемија од дебелина, со цел да ги вкоренат здравите навики, да имаат внесен балансиран начин на исхрана, каде што ќе се вметнат витамини, минерали, каде што ќе се внесе свежо, сезонско овошје и зеленчук и ќе имаат избалансирани оброци. Светските истражувања покажуваат дека не е доволно само да се обезбеди информација за здрава исхрана и мала е веројатноста дека таа ќе предизвика промена во однос на тоа што јадат и пијат луѓето. Поголем успех во промени на однесувањето ќе се постигне доколку освен информација има и регулатива во врска со тоа каква храна се продава во и околу училиштата. Исто така, потребно е воведување информации на етикетите на производите, исправување со погрешното сваќање за тоа што е нормална тежина. Молекуларната храна во денешно време се користи од многу научници во лаборатории на еден специфичен начин овозможува да се приготвува храната и да се искористат нејзините придобивки. Денес за неа зборуваме заедно со нашата инспирација Јана Клопчевска. Добро вечер на сите. Денес се наоѓаме или моментално на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, како дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Инаку ова е лабораторијата за прехранбена и биотехнологија, која што е дел од Институтот за органска технологија на факултетот, каде што заедно со студентите изработуваме молекуларната храна. А нашата посета тука не е случајна. Дојдени во потрага по одговори за приказната на храната која веќе навлегува длабоко во светот на гастрономијата, а нејзината подготовка зависи само од фантазијата на човекот. Храна која ги спојува физиката и хемијата, гастрономијата и можностите. Во Македонија да речам дека во допир со молекуларната храна никаде од 2016 година се почетоците и така почнавме да се запознаваме, така почнавме да изработуваме. Инаку, пред самите почетоци на нашата платформа, морам да напоменам Less Scientist, така сме на Инстаграм, заедно со студентите ја работиме, ние веќе изработувавме одреден дел од молекуларната храна, односно техниките на овој факултет, на катедрата за прехранбена и биотехнологија.
И многу е интересно за понатака луѓето се запознаени што всушност се работи на Технолошко-металуршкиот факултет. Факултетот е доста хетероген, меѓутоа прехранбена и биотехнологија е еден интересен сегмент во која што се изработува храната. Почетоците на храната се во Европа и во светот, да речам 980 некаде, 82 некаде веќе започнати, со тоа што претежно се изработува во склоп на ресторани, значи како ресторанска молекуларна храна или со закажување, дали се знае или не се знае ресторанот. Целиот принцип на молекуларната храна треба да биде поинаков од другите, односно сервирањето, начинот на презентирање на храната, начинот на изработка, формата. Све што гледате, пред да објаснам што е, све што гледате во природна форма, што е течно или, да речеме, има некаква вискозност, може да ја смени својата состојба, односно течно да биде цврсто и обратно со помош на одредени биополимери, со кои што ние во оваа лабораторија работиме и изработуваме храната. Официјалното представување на оваа храна во нашата земја се случило на Скопје Design Week, затоа што всушност луѓето кои истата ја изработуваат се дизајнери на храна. Вештината на готвењето во овој 21 век во светот ги донесе овие нови техники во подготвување и нетипични состојки кои побрзо ќе ги затекнете во лабораторија отколку во кујната. Да расчистиме. Тие се од органско потекло и не станува збор за синтетички создадени состојки. Спојот на физиката и хемијата во готвењето со цел да се трансформира текстурата и вкусот на храната се нарекува молекуларна гастрономија. Одредени шефови морам да пофалам дека веќе почнаа да се занимаваат и веќе почнаа да изработуваат молекуларна храна, меѓутоа од аспект повторно ќе кажам на ресторанско служење на храната. Ние правиме шоу и кетеринг. Правиме предфорба на супстанциите, значи изгледаме буквално како да речам едно шоу на евенти, што е многу интересно за публиката. Традиционалната обработка и презентација на храната вака се претвора во ново искуство и поинакво доживување на чинијата со вкусни орнаменти од храна. А колку ние сме подготвени за нови искуства? Почетоците беа многу интересни со тоа што кога се појавивме, буквално имаше доста, да речам, ајде беа леле каква е храната се јадели, дали е ова истиот вкус, значи тоа е истиот вкус, истото што го конзумира, значи популацијата, меѓутоа формата на храната е да речам смената. И многу интересна. Значи може буквално ако ме праша некој што е молекуларна храна, тоа може да биде се. Меѓутоа таа е, сепак морам да кажам за популацијата да ме разбере многу добро, таа е нискокалорична. Само неколку години и требаа на Јана и низините студенти, верувајќи во својата приказна, да ја донесат изработката на оваа храна кај нас, до тоа ниво да можеме да следиме чекор со нашите соседи. Јас секогаш се трудам да студентите добијат надокната за нивната работа, бидејќи така на некој начин ќе покажеме дека се вредни и ќе ги задржиме во Македонија. Проблемот што го имаме на одлив на кадар, да речам, млад кадар, на некој начин сакав да го задржам преку платформата. Тоа беше целата идеја. Стигнавме до едно ниво да во 2018 година, некаде декември, јас ја презентирам платформата на Хорека Флендерс. Тоа е најголемиот сајм за храна во тој дел од Белгија, каде што се снимаше и видео. Нашата храна беше послужена во вендинг машини, че доста иновативно. Машините беа од Македонија исто, така да една целина затворивме и се презентиравме интернационално. Дека можеме да покажеме иновативност како нација и да ги следиме трендовите со светот, можат како пример да послужат овие млади и успешни луѓе кои ја заслужуваат целата наша поддршка. Оваа храна може да ја користите за да се спасите од грип. Јадете лук за да го задржите вашето добро здравје. Пиете многу лимони и на тој начин нема да добиете корона. Верувам дека сте се соочиле со барем еден ваков напис. Често овие написи можат да бидат штетни за нашето здравје. Денес за нив зборуваме во Лажните вести. Текстовите во кои се изнесени тврдења кои сугерираат дека здравјето може да биде загрозено или ќе биде подобрено доколку не се консумира или се консумира извесен прехранбен производ. Тврдења кои насочуваат кон брзо намалување на телесната тежина преку користење одредени видови храна за кратко време, често преку манипулација ја доведуваат јавноста во заблуди, при што може да се загрози здравјето на поединци.
Во медиумите во одредени текстови кои често може да бидат и промотивни, а не се така означени, се среќаваме со наведувањата дека одредена храна или пијалок се здрави или на друг начин го потенцираат нивниот нутритивен или здравствен ефект. За жал, ова може да биде манипулативно, погрешно и штетно. Псевдонауката е лажна наука која ги представува тврдењата базирани на погрешни или непостоечки научни докази. Во повеќето случаи се презентираат тврдења кои изгледаат како релевантни, но за изнесените тези постои мала или никаква емпириска поддршка. Псевдонауката се состои од тврдења, верувања или практики кои се представуваат како научни и фактички, но се некомпатибилни со научниот метод. Псевдонауката може да биде многу штетна, особено кога пласираните информации нема да бидат стручно потврдени, а ќе бидат практикувани во одредени здравствени состојби. Псевдонауката често ја користи храната како алатка за манипулација на јавноста. Еве неколку митови кои се користат како алатка за заведување. Мит: жолчките од јајце го зголемуваат холестеролот. Факт: жолчките од јајце содржат диетален холестерол, ова е факт. Истражувањето утврдиле дека холестеролот во исхраната нема никаква врска со серумскиот холестерол, материјалот во вашата крв. Истражувачите од Универзитетот Вейк Форест прегледале повеќе од 30 студии со јајца и не откриле никаква врска помеѓу срцевите заболувања и потрошувачката на јајца. А студијата од Сент Луис открила дека консумирањето јајца за појадок може да помогне во намалување на внесот на калории за остатокот од денот. Мит: органската храна е здрава. Факт: органскиот чоколаден сируп, колачиња, чипси и сладки имаат иста количина шеќер, масноти и празни калории. Етикетата органска не значи по автоматизам дека може да јадете што сакате и колку сакате. Мит: салатите секогаш се најздрава опција. Факт: за волја на вистината, додатоците кои ја дополнуваат вашата салата може да бидат исто толку лоши како и плескавица со вода. Внимателно со прилозите во салатите како сирење, сланина, суво овошје, но и зачини со кои ја зачинувате. Избалансираната исхрана може да придонесе да останете здрави, но мора да знаете дека лененото семе и кинуата не се лек. Секогаш ќе постои некој кој ќе проповеда, ќе ви уверува како да јадете, ќе ви пренесува многу факти за лоша и добра храна. Меѓутоа, се додека јадете широка лепеза храна, умереното земање на неколку празни калории на вистина не е голема работа, особено ако ве прави задоволни. Препораки за вас: не дозволувајте да ве манипулираат со недокажани податоци. Вашето здравје е ваша грижа. Изборот на правилна исхрана нека биде избор на вашиот лекар, кој најдобро го познава вашето здравје. Слабењето или контролата на тежината или намалувањето на достапни калории од исхраната мора да биде следено од стручно лице. Тежината надолу или нагоре може да се прави внимателно и со соодветен надзор. Практиките од текстовите за брзи диети може да бидат штетни за вашето здравје. Не постојат волшебни формули кои не се научно подкрепени. Шеќерот ни обезбедува енергија, но она што треба да го знаеме е дека шеќерот треба да се јаде од овошјата или од зеленчуците, а не да биде преработен, бидејќи често како таков знае да биде штетен за нашиот организам повеќе отколку да ни донесе одредени придобивки. Што друго ви донесуваме во блокот за артикулација, проверете сами сега. Генетскиот инженеринг често се применува за производство на храна пред се во високо развиените земји. Генетски модифицираните земјоделски култури се употребуваат во земјоделството. Нивните гени се изменети со цел да бидат поотпорни на суши, штетници, болести или да имаат подобри нутритивни својства. Но, овие култури можат да имаат негативно влијание врз биодиверзитетот во животната средина. Пестицидите се хемиски супстанции кои се употребуваат во земјоделието за заштита на засадените полиња од инсекти, од болести и од непотребните треви кои се јавуваат помеѓу засадената култура и предизвикуваат неразлични штети. Во определени количества се потребни и корисни при производството на прехранбените производи. Но, тие може да имаат и негативни ефекти како загадување на воздухот, почвата и водите. Повеќе студии ја поврзуваат изложеноста на пестициди со негативни здравствени ефекти, како респираторни, репродуктивни проблеми, нарушување на ендокриниот и невролошкиот систем, како и зголемен ризик од малигни заболувања. Под особен ризик се смета дека се најмалите, поради тоа што за нив може да бидат штетни и најмалите количества внесени пестициди преку исхраната. Децата имаат помали количества на детоксифицирачки ензими и нивниот мозок е во развој, па се почувствителни на невротоксини. Орторексија представува обсесија при консумирање храна која е чиста и здрава, за разлика од луѓето кои страдаат од анорексија и булимија.
од аспект на количината на храна која се внесува. Луѓето кои страдаат од орторексија обсесивно се занимаваат со квалитетот на храната, проверуваат се што содржат намирниците и избегнуваат джанк фуд. До ситни детали планираат оброци и константно се на здрави диети. Вистински одбрана храна не е доволно. Понекогаш, освен разновидната храна, треба и да внимаваме на количините храна кои што ги внесуваме. И она што е исто така многу важно е следново. Кога треба да одберете помеѓу автомобил, велосипед или пешачење, автомобилот нека биде нужност, а пешачењето и велосипедот нека бидат приоритет. Толку за денес. Се гледаме во следната приказна. Довидување.